Rudnikот Dobrevo ја зеде првата жртва на известноста, во смрт го однесе синдикалниот лидер Тодос Гацовски. Тој почина како последица на тежок мозочен удар само неколку недели пред најавеното рестартирање на рудникот. Гацовски како председател на синдикатот на Добрево беше најгласен во барањата да се одземе концесијата на Индоминерали и рудникот да се постави на цврсти нозе. Последната година и пол ја водеше битката за суспендирани работници, за лоши услови за работа, неисплатени плати, а на крај нервозата околу рестартирањето на рудникот го докусури. Не знам, млад човек, не знам. Жалба нормално секој пат штета за млад човек. Во последните 2 години најмалку 150 рудари се лекуваа од срцев или мозочен удар, а причините меѓу другото се и проблемите поврзани со опстојувањето на рудникот, која е единствена екзистенција на над 1000 семејства. Не, ама кој те прима? Кој на 55 години ќе те земе? Сакат млад кадар. Народната кујна, ако ја укинат, ќе трпаме за леп. Веќе 2 месеца рударите се без плата и надомес за технолошки вишок, што состојбата на нив им ја прави уште полоша. Од тука клучно прашање за сите е кога рудникот ќе почне со работа. Во моментот се работи како главен интензитет е дадено на подготовка за експлоатација, паралелно со тоа тече постапката за добивање на дозвола за експлоатација на минерални суровини од страна на Министерство за економија и веднаш по добивањето на оваа согласност, односно на оваа дозвола, ќе почне и официјално стартот на експлоатација, односно и официјалниот старт на производство во рудникот Злетово. Но рестартирањето на рудникот не го дочека Тодос Гацовски, на кого му преостануваа само уште неколку месеци работа. Со бенефицираниот стаж тој наскоро требаше да замине во пензија.